Пред официјалниот старт на работата на пратениците, председателот на Собранието Талат Џафери на маса со координаторите на пратеничките групи, со исклучок на ВМРО-ДПМН. Опозицијската партија одби да присуствува на координацијата и уште еднаш посочи дека ќе продолжи со активната блокада. Координаторот Никола Мицевски најави стопирање на сите закони за кои ВМРО-ДПМН смета дека нема да донесат бенефит за граѓаните и ќе бараат дополнителни информации за продолжувањата на кризните состојби, за тоа каде се потрошени парите, зошто се донесени и што е постигнато со сите нив. Од кабинетот на спикерот информираат дека во наредниот период ќе се одржуваат продолженија на веќе започнати седници, а првата нова пленарна е закажана за 14 септември. Председателот Џафери им посочи на координаторите на пратеничките групи од утре да продолжи со работа Комисијата за избори и именувања со точка за избор на уставните судии, а преостанатите комисии на Собранието да продолжат со разгледување на преостанатите точки од дневните редови. Во периодот што следи, пратениците ќе работат и по продолженијата на веќе започнатите пленарни седници. Владиното мнозинство кое во изминатите месеци тешко обезбедуваше кворум за одржување седници, сега се надева дека таквиот проблем ќе биде надминат и дека ќе се подобри соработката со опозицијата. Очекувам секој пратеник со своето однесување да даде придонес за функционално и ефикасно собрание кое работи исклучиво во интерес на граѓаните. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН денес одби да присуства на денешната координација кај председателот на Собранието. Искрено се надевам дека тој однос во иднина ќе се промени. Не сакам да верувам дека во ВМРО-ДПМН не ја научиле лекцијата, ниту дека не ја примиле пораката од граѓаните. Мнозинството на власта сега на агендата има Комисијата за избори и именувања конечно да ги предложи тројцата уставни судии, но и да ја продолжи енергетската кризна состојба до март наредната година, за да може непречено да се трансферираат пари на ЕСМ.